Добар ден, почитувани ученици, и добре дојдовте во училница по предмет спортска психологија за прва година гимназиско образование. Јас сум Јелена Цветановска и се надевам дека и денеска ќе поминеме убави моменти усовршувајќи ја содржината, спортската психологија и другите науки. Спортската психологија како дел од другите науки. Целите на овој час е да одговориме на прашањата: што е спортска психологија и како е поврзана со спортските науки, а како со психолошките. Спортската психологија е подисциплина на психологија која се применува на надпреварачкиот спорт како специфичен контекст на организирана физичка, односно моторна активност. Надпреварачкиот спорт е фокусиран на високи врвни достигнувања. Главен акцент во спортската психологија е на изучување и примена на психолошките фактори за подобрување на врвната перформанса и влијанието на учеството на спортот врз развојот на човекот. Постојат разни дефиниции за спортската психологија, но една од најкористените и најопфатените гласи: спортската психологија е научна дисциплина која ги проучува психичките појави и однесувањето на спортистите во услови на спортска активност. Оваа дефиниција укажува на тоа дека спортската психологија се обидува да ја подобри спортската атмосфера и перформанса и да им помогне на спортистите да се концентрираат подобро, ефикасно да се справат со надпреварувачкиот стрес и да се практикува поефикасно. Покрај тоа, спортската психологија исто така се обидува да го разбере влијанието на долгорочното учество на спортот врз развојот на личните компоненти на спортистите. По терминот спорт спаѓаат разни видови на спорт, вежбање и други физички активности, како што се компетитивниот врвниот спорт, рекреативниот спорт, спорт во физичко образование и други. Што проучува спортската наука, а што спортската психологија? Спортската наука ги проучува физичките, додека спортската психологија ќе проучува првенствено психолошките компоненти, а тоа се психолошките процеси, психолошките состојби и особини на спортската перформанса. Друга важна карактеристика на спортската психологија е низината двојна природа. Од една страна, таа е дел од психологијата, односно теоретскиот дел, а од друга страна, низината база на знаење е поврзана со спортските науки, фокусирани на разбирањето на човековата активност во спортски контекст, односно методолошка. Овие два извора на знаење помагаат да се разбере подобро една личност, околината и клучните аспекти на спортската активност. Како дел од спортските науки, на почетокот спортската психологија се развивала како субдисциплина во рамки на кинезиологија. Кинезиологија представува наука за физичка активност. Методолошките истражувања се вршени во кинезиолошките оделенија, проучувајќи го моторното учење и стекнување на моторни вештини. Од друга страна, спортската психологија, како дел од психолошките науки, ги изучува психолошките појави, како што се психолошки процеси, психолошки состојби и психолошки особини. Спортската психологија, иако денеска е самостојна дисциплина, сепак своите извори на теоретско и апликативно знаење ги црпе од неколку науки. И тоа, под еден, спортски науки, во што веќе рековме, кинезиологија, вклучувајќи го моторното учење, развојот и контрола и биомеханиката. По два, психологијата, особено социјално-когнитивниот психолошки модел. По три, медицински, социјални и здравствени науки. И по 4, методологија, статистички методи и статистичко мерење. Да заклучиме. Што е спортска психологија? Спортска психологија е научна дисциплина која ги проучува психичките појави и однесувањето на спортистите во услови на спортска активност. Како е поврзано со спортските науки,
а како со психолошките. Рековме со спортските науки преку кинезиологија и методолошки истражувања, а со психолошки преку психичките појави на личноста на спортистот. Имаме една задача која мислам дека ќе ви помогне во понатамошна кариера. За следниот надпревар имате задача да запишете каква е вашата мотивација пред, за време и после надпреварот, дали почнувате со помала мотивација, а надпреварот го завршувате со повисока мотивација, или пак обратно, и што придонесува таа мотивација да се зголеми, односно да се намали. Запишете со кои емоции го почнувате надпреварот, кои емоции се присутни за време на надпреварот, а кои после надпреварот. Дали преовладуваат позитивните или пак негативните. Доколку преовладуваат позитивните, што придонесува за да преовладуваат тие, а што да преовладуваат негативните. И во врска со концентрацијата на почетокот на надпреварот, а каква е концентрацијата на крајот на надпреварот, да запишете дали почнувате со висока концентрација, па со текот на надпреварот таа опаѓа, или обратно, и што е тоа што придонесува да почнете со висока концентрација, а да завршите со ниска, или пак да почнете со ниска, а да завршите со висока концентрација кон крајот на надпреварот. Се надевам дека ова вежба ќе ја исполните и дека ќе ви помогне за понатамошна кариера и за подобро совладување на препреките. Ви благодарам за вниманието, имајте среќно и успешно учење, до следното видео. До гледање!